Главна карактеристика на вашето обраќање поврзано со ребалансот на буџетот беше зборот популизам. Ама како да заборавате дека во толковниот речник на македонскиот литературен јазик, премиеро, представник на вашата влада, на вашата партија, му даде ново значење. 11 години го развивате популизмот. 11 години се шеташе со телефонот на ремен, на појас и со камера пред него. Како ги решава проблемите на граѓаните. Не вреди да се зборува за популизам кога имате реални и вистински мерки. Ајде малку со бројки и директно на она што го кажавте. Спомнавте дека скратени биле бројките и парите за градинки. Конкретно градинките во 11 години изградивте 45 градинки. Само за 2 години изградени се 24 и допрва плюс се градат. Тука е Јагуновце, тука се и другите населени места во државата, кај што се спремаат, се подготвуваат за изградба на градинки. Колега Мицецки, зборувате и за земјоделието. Сме инвестирале, не сме давале доволно. Од 1.6.2017 година исплатени се 307 во бројки 307 милиони евра на земјоделците. 62 милиони евра се исплатени за останати неисплатени субвенции на земјоделците во периодот од 2012 до 2016 година. Доаѓам од Пелагонискиот, Прилепскиот регион. Само со зголемувањето на субвенциите на тутунопроизводителите, оваа година 5,5 милиони евра повеќе пари за субвенции стигнаа кај земјоделците. Зборувате пред малку за странските инвеститори. Зборувате за промоција и сето она што стигнало и не стигнало. 250 милиони евра потрошивте на промоција, од кој донесовте фирми со директен државен интервенционизам, правејќи огромна разлика помеѓу домашните инвеститори и странските инвеститори, и потрошивте 20 милиони евра за промоција и пропаганда на странски инвеститори во домашни медиуми. Објаснете ми само со една реченица, како е возможно да се зголеми бројот на странски инвеститори со реклама во домашни медиуми? Или може би станува збор за нешто друго?